Сите учесници на денешната трибина за програмата Еразмус Плюс беа охрабрени да земат директно учество во трите клучни акции, наменети за учењето преку индивидуални мобилности, соработка за иновација и размена на добри практики, како и поддршка на реформата на политиките кои ги покриваат сите типови на активности. Токму програмите се со цел учесниците да се стекнат со искуства од своите врсници и колеги од цела Европа. Значи, практично студентите ќе имаат можност да студираат определен период во странство, наставници од училиштата ќе може исто така да посетуваат структурирани обуки во странство, да одат на размена со нивни колеги од Европа, но исто така ќе може да се бизнис заедницата ќе може да се вклучи преку нудење на стажирања, преку испраќање на своји учесници на стажирања, исто така ќе може да се вклучат и во практичниот дел од наставата во високото образование, како и да ги искористат можностите кои што ги нудат стратешките партнерства во оваа програма, тоест да учествуваат во проекти кои што се од поголем обем. Како програма Еразмус Плюс им нуди на заинтересираните да партиципираат во друга програмска држава за учење, работа, предавање, воедно да обучуваат или развиваат професионални вештини и компетенции, но и да развиваат билатерални и мултилатерални партнерства зависно од секторот. Програмата представува комбинација од 7 европски образовни програми за обука и млади и за прв пат во својата структура го додава спортот. Она што е важно да се знае, за разлика од претходните програми, програмата Еразмус Плюс, која што е нова и се имплементира од 2014-2020 година, практично има институционален пристап, тоест од сега понатаму институциите ќе може да аплицираат во програмата Еразмус Плюс, а во неа има можности како за студенти, тоест за универзитети и високо образование, така и за основни училишта, за средни училишта, за стручно образование, за образование на возрастни, образование на како и можности за млади и можности за спорт. Исто така, оно што е битно да се напомене во овој дел е дека оваа програма, која што е нова и е доста престижна во Европската Унија, практично нуди можности и за учесниците од бизнис секторот, како и за локалните власти. Вкупниот буџет за Еразмус Плюс изнесува 14,7 милиарди евра, зголемувајќи го претходно постоечкиот буџет за сите програми за 40%. Нуди зголемени можности за учење во странство, за ученици и наставен кадар. Гарантираните проекти ќе обезбедат обука за приближно 4 милиони лица и 125.000 организации.